Само еден телефонски повик, толку било потребно да се мобилизира целиот персонал во Штипската болница, која на 16 март беше главна алка во синџирот на спасување на младите луѓе повредени во пожарот. Иако без соодветна обука за тешки несреќи од ваков тип, успеале да извршат тријажа на 110 млади луѓе, кои потоа на лекување беа распределени на клиниките во Скопје, а потоа дел од нив и на клиниките во странство. 2 месеци по несреќата во дискотеката Пулс во Кочани, една од медицинските сестри Билјана Рогожарска со сеќавање за она што се случувало на кобниот 16 март. Се мобилизиравме сите, буквално сите што беа во градот, а што не се на работа, со еден повик се јавија на своите работни места, функциониравме безпрекорно. Морам да нагласам дека ние претходно не сме имале, ние сме од генерациите кои не се имале обуки за елементарни или вакви тешки несреќи. Значи, ние функциониравме со поглед. Кој беше овде од страна, кој гледаше, можеше да види дека беше тишина, а се одвиваше екстремно брзо, екстремно добро. Траумите од тој кобен ден никогаш нема да се залечат. Сликите од болничкиот двор кога родителите си ги бараа своите чеда, за секогаш ќе останат запечатени во колективната меморија на целиот медицински персонал. Во тие моменти на вработените не им остануваше ништо друго, освен длабоко да ги потиснат своите чувства и емоции. На тој начин покажаа голема посветеност и професионализам на своите работни места, објаснува Рогожарска. Во самата ситуација и во самиот момент на прием на болните немаше емоции кај нас во смисол на стрес, испаниченост, исплашеност. Значи, работевме од 3:30 до наредниот ден до 12 часот ноќеска, кога и последниот пациент беше испратен за Скопје. Во пожарот во дискотеката Пулс, што се случи точно пред 2 месеци, загинаа 62 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Поради сериозноста на повредите, многу од нив беа транспортирани и лекувани на клиниките во странство. Сега по нивното враќање дома им престои долг период на рехабилитација и опоравување.